новинарството е навистина предизвик. Утро разговарам со првиот човек на Сдруженијето на новинари на Македонија, Младен Чадиковски. Добро утро. Добро утро. Повторно ја добивте довербата од новинарите и во наредните 4 години станувате председател на Сдруженијето на новинари. Приоритети во наредните години? Приоритети има неколку работи што ќе бидат значајни. Прво можеби да почнеме од она што е најважно, бидејќи ние во саботата го одржавме тоа собрание на кое што за прв пат, навистина за прв пат, 500 новинари дојдоа за да изберат во кој правец сакаат да се движи новинарството и во кој правец да се движи Сдруженијето на новинарите во изминатите години. Самиот настан е веќе обединување на новинарите, подигање на солидарноста, подигање на поддршката меѓу новинарите. Тоа и е еден од нашите приоритети во иднина, да се обидеме, да најдеме форми, начини, заеднички можности за соработка на сите новинари, без разлика на кои редакции припаѓаат, без разлика од кои уредувачки политики доаѓаат, бидејќи новинарството е новинарство и тоа одговара само пред граѓаните. Не одговара дури ни пред уредниците, ни пред газдите, ни пред политичарите или владите, туку одговара само пред јавноста. Ние имаме должност на јавноста да испорачаме добар производ. Затоа, кога ќе речеме што се приоритети, одиме понатаму во кривање на квалитетот на новинарството, во кривање на независноста на редакциите и на новинарите. Тоа значи во создавање на еден систем одржлив кој што ќе ги направи редакциите, новинарите, уредниците независни во креирањето и во изборот на темите, во создавањето на темите, во сето она што се вика критика или добронамерна критика врз лошите појави во општеството. Само така можеме да стигнеме до подобри резултати. Од тука известуваат ли слободно и независно новинарите? За жал се почесто новинарите се нападнати во последно време или во минатото. Одговорот е и да и не. Зошто? Затоа што во суштината на новинарите, на новинарството е да бидат слободни во своето известување, меѓутоа тоа не секогаш се случува. Од една страна се оние притисоци кои што постојат, се уште постојат врз новинарите, снимателите, врз медиумските работници, кои доаѓаат од политиката, од бизнисот, од сите оние елементи кои што на некој начин сакаат да го стават во своји некои тесни рамки новинарството, зошто? За да остварат некое свое влијание. Но новинарите на тоа најчесто се противставуваат, не секогаш и не секаде, бидејќи формите и начините на притисоци се силни и големи. Една од тие форми е во што ја спомнавте, безбедноста на новинарите. Ние за безбедноста на новинарите многу работевме во изминатиот период и еден клучен закон кој што беше суштествен за да ја подигнеме на повисоко ниво безбедноста на новинарите, тоа е нападот врз новинари да биде гонет како напад врз службени лица, е конечно усвоен. Во собранието помината е првата фаза, многу скоро ќе биде поминат целосно. Што значи, тоа беше еден од предусловите, меѓутоа мора да се свати дека нападот врз новинар е напад врз слободата на говорот. Не е тоа напад врз обичен човек, токму заради тоа ни беше потребен законот и токму заради тоа сметаме дека во идниот период можеме да се надеваме на подобри резултати. До сега таа ситуација беше, како да ви кажам, 2 чекора напред, 3 чекори назад. Една година ќе беше подобро, друга година кога ќе дојдеа избори или некои силни политички настани каде што чувствата на луѓето се зголемуваат, тогаш се случува и повеќе или поголем тип на напади. Под напади тука подразбирам и закани, навреди на Facebook, објави на Facebook кои што или говор на омрза кои што понатаму можат да доведат и до физички напади или не дај Боже нешто уште полошо. Бараат ли новинарите правна помош од Сдруженијето на новинарите? Да, Сдруженијето на новинарите на Македонија изминативе 4 години, значи еве ако говориме само за 4 години, околу 250 новинари и медиумски работници побара и добија бесплатна правна помош. Сдруженијето на новинари секогаш ќе дава бесплатната правна помош на новинарите или снимателите, доколку се нападнати, доколку се тужени за клевета, навреда или за било кое друго дело, кое што има за цел да ја загрози на некој начин нивната слобода или нивната слобода во начинот на известувањето. Тоа се разбира не треба да намали одговорноста на новинарите и медиумите во однос на тоа како пишуваат, да се држат до сите оние професионални стандарди, до кодексот на новинари на ЗНМ за кој што
толку зборуваме, меѓутоа факт е дека овој систем на правна помош која што Сдруженијето го дава веќе со години, одлично функционира тука во Македонија. Овој модел и систем и тим на адвокати кои што постојат веќе многу добро се ја познаваат својата работа за било кој од овие дела кои што ја загрозуваат нашата работа. И од овој аспект можам да кажам дека сме дури многу понапред од многу други здруженија и во Европа, бидејќи нема новинар што се обратил за правна помош, тоа може да е и правен совет, значи не мора да е секогаш дека тоа цел адвокатски тим треба да застане за некое судење, но кога станува збор за судење или за такви работи, тука сме постојано. Ние сме репортери на плюс 50, меѓутоа и на минус 50, известуваме за пожари, за незгоди. Колку е исплатливо да се новинар? Дали е доволно платена како професија? Никогаш новинарството нема да биде доволно платено како професија. Мислам дека тоа треба да го сватиме. Зошто? Затоа што љубовта кон новинарството, ljubовта кон она што ќе го направиш, сатисфакцијата од исправањето на неправдите во општеството, мислам дека не постојат пари со кои што може да се исплати. Токму заради тоа ќе речат новинарите се ентузијасти, новинарите заедно со снимателите можат заедно да направат многу работи, но знаеме дека тоа не е секогаш доволно, бидејќи после известен период на крајот на денот треба да се живее, треба да се трудот да се плати. Новинарството, професионалното новинарство чини пари, чини навистина многу пари, бидејќи тоа не се само пари за сатисфакцијата за она што е употребено, туку се и трошоци за истражување, работа, терен, автомобили, сето она што ја сочинува нашата работа, да не зборам за екипите, за опремата и за сето друго. Така што не се доволно платени од аспект на тоа дали сме ние задоволни како Сдружение на новинари од тоа дали новинарите треба да имаат многу повисоки плати и снимателите се разбира дека треба, и тоа е една од насоките на кои што и ние во идниот период имаме намера да работиме. Затоа спомнавме некои модели кои што во идниот период ги зборувавме, како создавањето на тој фонд за новинарски продукти, каде што ќе може да аплицираат луѓе од фелата за да во едновремено се подигне и квалитетот на новинарството, но и стандардот на новинарите. Новинарите вложуваат во своето образование. Има ли нормативи кога станува збор за новинарите и имате ли вие влијание како ЗНМ? Побарали ли таква помош каде што се незадоволни? Образованието на новинарите, формалното или неформалното образование е многу значајно за создавање на крајот на квалитетен новинарски производ. Сите знаеме зошто е тоа така, не би навлегувале во детали. Кога ќе ме прашаат дали е потребно да се има факултет за новинарство или може да се работи со друга професија, новинарството е широк спектар, покрива широк спектар на елементи, не секогаш е најважно дека мора да се има конкретен факултет за тоа да се функционира. Нормално, добро е да се има, но многу е подобро овие високообразовни институции кои што работат со новинарите и новинарската професија да ги зголемат и модернизираат стандардите во својата работа, да се прилагодат на новото време. Не ни е доволна теорија, потребна ни е многу повеќе пракса на новинарите, во образованието на новинарите, и мислам дека е тоа нешто на што треба да работат и високообразовните институции, но и ние како Сдружение на новинари со формирањето во наредниот период на ЗНМ Академија ќе се обидеме да внесеме многу повеќе пракса, нови техники, новите методи кои што во новинарството постојат во светот, постојат и кај нас, но не се доволно применети, да ги приближиме за на крајот на денот да имаме многу поквалитетни производи. Подпишавте и меморандум за соработка со македонската телевизија, тоа значи дека останува соработката, меѓутоа ќе има ли дополнителни обуки, семинари за новинари? Сепак ние новинарите сакаме да се дружиме сите заедно на едно место. Овие обуки, тренинзи, тимбилдинзи, како сакате да ги наречеме, се од исклучително значење за работата на редакциите и за поединечните редакции, затоа што освен што се учи тамо, луѓето добиваат и сосема друг тип на енергија која што после може да ја продолжат, да речеме, во работата, тимскиот дух да се продолжи во работата на редакциите. Така што да, подпишавме меморандум со трите програмски сервиси, со МРТВ1, МРТВ2, МРТВ
4, значи тоа се програмите на сите јазици во Македонија со телевизиите, но истото го планираме и со македонското радио, значи планирани се минимум 4 обуки, тренинзи, тимбилдинзи на новинарите, професионалниот кадар, снимателите, монтажерите, сите оние што учествуваат во создавањето на производот во вестите и другите информативни програми на МРТВ, 4 пати годишно, што значи дека една купна бројка од 100 до 200 луѓе годишно ќе можат да поминат низ овој тип на обуки, што навистина за нас ќе биде задоволство, бидејќи за прв пат се случува специјализиран тип на обуки за новинари од една редакција. Во случајот тоа е специфична редакција, јавниот сервис, бидејќи значењето на јавниот сервис на секаде низ државите, па и во Македонија, треба да биде на многу повисоко место во однос на креирањето на новинарскиот стандард. Благодарам на одвоеното време, останувам да следиме и натаму вашата работа. Благодарам. Студио, доколку се слушаме, тоа беше Младен Чадиковски, председател на Сдруженијето на новинари на Македонија.